мерката гарантирана цена денеска не важи, институциите најавуваат засилени контроли за да може да се интервенира во случај на зголемување на цените, а ние наредниве минути прашуваме како од гарантирана до регулирана цена на оваа тема со господинот Орце Симов од Сојузот на стопански комори. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Производителите на млеко, млечни производи, месо и сувомеснати продукти изјави изминативе денови дека ќе доставуваат продукти по исти цени. Граѓаните се плашат, слушаме различни ставови, дали ќе има поскапување или не. Треба ли оваа информација од денеска да не плаши? Цените се замрзнаа на почетокот на октомври на нивото што го имаа на 1 август 2023 година и различни малопродажни ланци, различни продавници имаат исти производи кои што се замрзнати на различни цени, затоа што имале различни цени на нивото на 1 август. Така што нашите контакти со компании кои што имаат и повеќе продавници и помали компании кои што имаат помалку продажни места, покажуваат дека не се најавуваат некои големи промени на цените, особено во почетокот. Можеше некои корекции затоа што поголем број на производи се замрзнати, некои можеби ќе се покачат за некоја одреден минимален процент, додека некои цени воопшто нема да се покачат, ќе останат на истото тоа ниво како што били и до сега. Дали мерката гарантирана цена, субвенционирањето на електричната енергија според вас ги даде посакуваните резултати и ефекти, бидејќи дел од граѓаните на тоа гледаат како популистичка мерка, и како од гарантирани до регулирани цени, какви механизми ни се потребни за контрола во моментов? Ние сме пазарна економија и најдобар механизам е пазарниот механизам. Има пазарниот механизам и конкуренцијата ги одредуваат цените, понудата, побарувачката и самата конкуренција. Во Македонија има голема конкуренција, има голем број на компании кои што имаат повеќе продажни места, има компании кои што функционираат на територија на цела држава, има регионални компании, има локални компании, така што конкуренцијата во тој дел е голема и невозможно е да се некои трговци да ги покачат цените на нешто што не е економски енормно да ги покачат или да заработуваат големи финансиски средства затоа што ќе ги изгубат купувачите. Тоа не го овозможува конкуренцијата. И сега, за да ние имаме цени кои што се поприфатливи, треба да произведуваме повеќе, треба да ја зголемуваме нашата продуктивност, да генерираме поголем бруто домашен производ, да имаме поиновативна економија, поконкурентна економија што ќе извезува, што ќе носи поголеми финансиски средства во државата и на тој начин граѓаните ќе располагаат со поголеми финансиски средства и нема да ги чувствуваат тие промени во цените како што ги чувствуваат сега. Доколку има некои неправилности во цените, како што кажав, тоа не можат да си го дозволат трговците, затоа што тие ќе ги изгубат купувачите на други места, а конкуренцијата на вистина е голема. Меѓутоа, опаѓа потрошувачката, затоа што се иселува население и се намалува куповната моќ на населението, а трошоците на компаниите растат по повеќе основи. Зголемени се прилично средствата што се одвојуваат за работната сила, платите значително се покачија изминатиот период, кириите се покачија изминатиот период, други трошоци, така што навистина тешко да се и компаниите да опстајат во овој период. И властите изминатиот период потврдија дека мерката гарантирана цена не може да се продолжува до недоглед, дека проблемот со нелојалната конкуренција и неоправдано високите цени би го решил законот за нефер трговска практика, кој што го помина првиот собраниски филтер. Дали навистина овој закон ќе го реши проблемот? Нелојална конкуренција не се компаниите. Компаниите се регистрирани, работат според законите и правилата, функционираат во една пазарна економија, секој од нив има различни трошоци. Не сите компании што работат малопродажба имаат исти трошоци. Некои имаат поголеми трошоци, затоа што нивните продавници се повеќе осветлени, имаат полуксузен мебел внатре, можеби не се толку понатрупани, просторот малку по ретко е искористен за поставување на производи, нивните трошоци не се исти, така да затоа и цените варираат. И тоа не е нелојална конкуренција. Тие поставуваат цени и доколку за тие цени на производите има купувачи што сакаат да го купуваат по таа цена, тие го купуваат. Доколку постават многу повисока цена, конкуренцијата има пониска цена, тие ќе ги губат купувачите. Нелојалната конкуренција е во сивата економија, односно би ја нарекол и црна економија. Тие што работат воопшто што немаат регистрирани субјекти, што работат на црно, што наплатуваат во кеш,
а во Македонија таа нелојална конкуренција, односно сива или црна економија, е над 40% од реалната економија. И ние како земја треба да и тие представуваат нелојална конкуренција на реално регистрираните компании кои што функционираат по сите закони, правила и прописи. Околу законот за нефер трговски практики, тамо не се регулираат малопродажните цени, тамо се регулираат односите помеѓу производителите, односно добавувачите и трговците што работат во малопродажбата и се на некој начин се регулира како ќе се подели таа добивка од некоја цена која што ја има производителот како продажна цена и цената која што се плаќа од самиот купувач. Таа цена во кој сооднос ќе се подели помеѓу производителите и трговците. Тоа е предмет на Законот за нетрговски практики и тамо се регулира, да речеме, односот меѓу големите малопродажни ланци кои што имаат значителна моќ на преговарање затоа што се многу големи во однос на некои мали производители кои што имаат помал обем на работа, помали приходи и работите се ограничени колку може купувачот, односно трговецот, работ намалување на цената да побара од производителот, така што повеќе го регулира тој дел и тоа дури, да речеме, на некој начин суштината се сведува во тоа дека производот што го купува малопродажбата има одредена набавна цена, тие ги надградуваат своите трошоци и профитот што сакаат да го имаат и се формира цената према крајниот купувач. Доколку работот се намали, што го добива малопродажниот ланец, тој може, значи, ќе има повисока набавна цена, тоа ќе биде добро за производителите, тие ќе имаат малку поголеми финансиски средства, меѓутоа на крајот пак, како што викаат англичаните, нема бесплатен ручек, некој тоа ќе треба да го плати. Може да се сведе, да се зголеми малопродажната цена и на крајот крајниот купувач да плаќа повисока цена. Така. Симо, во меѓувреме надлежните најавуваат засилени контроли, бараат од трговците да бидат совесни, да ставаат некои разумни маржи. Можеме ли да го очекуваме тоа или пак граѓаните ќе треба да бидат уште погласни во борбата со можните злоупотреби на цените? Која е вашата прогноза? Граѓаните треба да се борат со злоупотреби. Доколку забележат злоупотреби, доколку има злоупотреби, граѓаните тоа треба да го пријавуваат. Кога имаме пазарна економија, кога има слободна економија, кога има конкуренција, кои би биле злоупотребите? Можеме да зборуваме за злоупотреби на картелско здружување на некои компании што имаат, да речеме, малопродажни ланци. Доколку има такво нешто, тоа треба да се докаже и тогаш треба да реагира Комисија за заштита на конкуренција и да постапи согласно законот. Меѓутоа, на кој друг начин би се докажало дека има злоупотреба на цените? Невозможно е некој да постави неекономски цени и да има купувачи. Доколку он го направи, тој го направи тоа. А имаме голема конкуренција во Македонија, затоа што навистина има и поголем број на домашни и на странски компании кои што имаат малопродажба и на територија на цела држава, и локално, и регионално. Практично е невозможно некој да си дозволи да постави, односно да стави цени на производи кои што се неекономски. Ќе ги изгуби купувачите. И разговорот би сакала да го закружиме со последните податоци на Организацијата за храна на Обединетите нации, кои што покажуваат дека цената на храната во јануари бележи значителен пад и е најниска од последниве 3 години. Сепак кај нас трошоците за живот од месец растат, па така синдикатот присмета дека на едно семејство му се потребни скоро 1000 евра за да го преживее месецот. Каква година во однос на трошоците можеме да очекуваме? Да, според ФАО цените на храната последниот месец е најниски, меѓутоа сепак се 20% повисоки од 2020 година. Над 20% се повисоки од тоа што било ниво во 2020 година. И во цената на некој производ не влегува цената на суровините што го формираат тој производ, меѓутоа има и други трошоци. Например, растот на платите кај нас последните 5-6 години е многу поголем. Стапката на раст на платите е многу поголема од стапката на раст на бруто домашниот производ. Имаме една дискрепанција и тие не одат во една сразмерна линија. Компаниите имаат трошоци по повеќе основи. Од една страна, приходите се намалуваат затоа што имаме иселување на население, потрошувачката се намалува, бројот на одредени единици што се продаваат се намалува, а од друга страна,
расходите растат и на некаков начин треба компаниите да изнаоѓаат начини како да преживеат. Например, како да се, особено иселувањето и намалувањето на подрушувачката и истражувањата, анализите ние што го имаме направено последните денови со малопродажните ланци, не толку во Скопје, него во останатите градови во Македонија, потрошувачката се намалува, трошоците растат, платите се зголемуваат, трошоците за рента на просторот се зголемува. Како тие компании ќе функционираат и како ќе обезбедат да приходите бидат поголеми од расходите и да не работат со загуби. Инаку оваа година кај нас е изборна година, првата половина од годината нема да се обрне внимание на економијата, ќе бидат редуцирани капиталните инвестиции кои што се системска мерка и најголема помош за стопанството, затоа што субвенциите се скапи, краткорочни мерки, тоа е на некој начин на стопанството и на населението се дава риба, наместо да се создадат услови да се лови риба, односно да се функционира, и ние треба поголемо внимание да се обрне на системските, на суштинските мерки. Тоа значи да се направи ефикасна јавната администрација, да се искоренува корупцијата, да се создаваат услови да бизнисот може успешно да се развива, да функционира, да иновира, да генерира дополнителни вредности со што ќе овозможи поголеми плати и за вработените. Инаку, најголемиот трговски партнер на Македонија, Германија, последните квартал беше во рецесија, така што можеме да очекуваме малку и тешка 2024 година. Ова вака кога слушам овие совети како мантра некако 30 на години, што треба да се превземе како мерки, нели, доколку ги тргнеме на страна ја тргнеме помошта и субвенциите, но ајде да се надеваме некако, не знам, ајде за крај сакав да го поставам прашање, можеби малку надвор од контекст на темава, но дефинитивно за мали држави, не само за Македонија, изборите се луксус, тие неколку изборни месеци кога економијата стагнира и дефинитивно треба за тоа да се најде решение, бидејќи тоа 30 на години го така е. Премногу се занимаваме со избори, треба малку повеќе со реална работа, секој од нас да се унапредува, да учиме нови вештини, да работиме, да создаваме. Но јавното говорење е еден чекор кон промена на нештата, па ние ако ништо друго ќе говориме. Благодарам многу за гостувањето во Македонија Наут.